Добри ден во студио за моите гости Уранија Пировска, директор на Хелсиншки комитет, и Мирослав Вујич, адвокат. Се разбира, говориме за законот за јавно обвинителство. Насловот не е специјален јавен обвинител или специјално јавно обвинителство, како наслов за гонење кривични дела кои произлегуваат од содржините на комуникацијата, односно прислушкуваните, следење на комуникациите. Главната вест веројатно е законот, изгласаниот закон до раните часови утрово, но уште поголема вест, бомба, беше изборот на јавната специјалната обвинителка, прилично тотален анонимус, околу кој се веќе се врева особено на социјалните мрежи, има доста коментари околу незиниот избор, незиното име е Катица Јанева и обвинителка од Гевелија и повеќе ништо не се знае за незе. Ајде, може би со вас да почнеме со оглед на тоа што сте во релација со СДМСМ, всушност сте еден од бранителите на ЗАЕВ од Пуч. Ја знаете ли господјата Јанева? Прво, јас би го честитал овој успех на преговарачкиот циклус, оти сметам дека е ово еден голем чекор. Запазени се роковите од договорот од Пржино и тоа е една многу значајна компонентна за Република Македонија. И тоа би им го честитал, особено на сите учесници, како и на гаранти на тој договор, кои што очигледно до што ми е до раните утрински часови сите се испотија добро. И очигледно го имаме веќе на маса првото решение, кој што е во насока на реализација на она што е договорено во Пржино. Но да видиме зашто си честитаме, значи. Честитаме за првиот успех, што е несомнено. Да дебатираме за сите отворени прашања. Ја знаете ли господјата Јанева? Јас лично не ја познавам. Сум слушал за неа, као и за многу колеги кои што се од обвинителската и од мојата бранша, значи... Кои се коментарите? Па имате, генерално се позитивни коментари. Добро. Меѓутоа, не е ништо страшно да чуете и некој лош коментар. Сега се све во сфера на шпекулации. Мој став лично, значи тоа не врзано и за мојата професија и за било што, дека треба да се пружи шанса на таа особа да видиме што и како ќе работи понатаму. Јас немам дилема со оглед дека на брзина успеав да дознам од Сабајле некои податоци од нејзиниот CV, кои што е... Што велат тие податоци кои вие Па видете, тоа што мене ми е многу значајно, значи едукативниот дел, колку напредувала, кои обуки ги посетувала, една од големите академии на Фалконе е завршена. Тоа се све едни работи кои што морате да имате оптимизам во тој дел. Значи, тоа не е напразно нешто, тоа не е неуко нешто. Има коментари денеска слушам, ама немала големи предмети. Па ве молам, кој од обвинителите и кои се тие големи обвинители кои што имаат такви големи предмети од почетокот старт? Специјалниот јавен обвинител ќе се занимава со работи кои што досега никој од обвинителство не се занимавал. И за мене не е... Или стоеле во фиок е делот... За мене не е никаква гаранција да рецимо некој од големите предмети во кои што меѓу останатото јас сум учествувал, а знам дека обвинителите за прв пат ги работеле тогаш и ги завршувале, дали сега политички, дали со помош на судовите, дали со помош на некого друго, не е битно, меѓутоа и тоа на нив им било прв пат. И сега априори да кажеме дека она не работела на... Жената има искуство. Значи, као обвинител, има години на старост, има искуство и едукација, има еден пат. Драго ми е што поминала одредено време и во судската сфера, и во адвокатурата, колку што успеав да прочитам, сега не сум сигурен, меѓутоа ова е што го видов на сајтовите, и мислам дека една таква ширина, на крај крајва не сме ја слушнале дека е инволвирана во некои други работи од кои што бегаме сите ние. Добро. И очекуваме да биде непристрасна и да си ја работала. Немојте, јас извинувам, немојте да заборавите дека она сама нема сама да работи. Се разбира. Законот ја обврзува за голема отчетност. Одврзани раце, не само одврзано, свој тим, видите, има таму и голема отчетност. Има и отчетност, извештајте каде, пред кого.
Значи немојте да мислите дека тоа ќе остане само у една соба као до сега што било. Тоа нема да се дозволи. Особено не сум го видел баш добро законот, не сум сигурен дали е така, али по она што го читам, се очекува и да гарантите на овој договор и на оваа спогодба и на законот учествуваат и во извештаите. Да. Па дури да помагаат во работата. Ајде да ја слушаме господја Пировска. Еден од кандидатите беше и господин Горедан Калајджиев, проминентна фигура, професор, и се предпоставуваше дека ќе биде ставен на маса, но без никакви гаранции се разбира. Настрана, значи, другите кандидати, јас морам да кажам дека за мене беше навистина разочарувачко решението, односно изборот на досегашната обвинителка во Гевгелија Катица Јанева. Значи, немам намера ниту да етикетирам, ниту да давам какви било квалификации. Апсолутно не ја познавам жената, меѓутоа, тргнувајќи од фактот дека сум правник и дека ја менаџирам работата на Хелсиншкиот комитет, чија главна задача е да ги наблюдува значи состојбите од аспект на човековите права, но и да ги наблюдува оние процеси кои што директно влијаат на квалитетот на остварување на човековите права во земјата. Јас морам да го изразам својот сомнеш по однос на денес избраниот кандидат за специјален јавен обвинител. За мене, кога говориме за договорот од Пржино, тоа беше најважната точка во договорот. Значи, јас морам да ви кажам дека можеби 80% од граѓанскиот сектор не беше задоволен целосно од она што го содржи договорот од Пржино. Например, временската рамка, во која треба да се значи спроведе сето тоа што значи реформи, специјален јавен обвинител и да се обезбеди, значи да се спроведат некакви си фери демократски избори. Но ајде, рековме, специјалниот јавен обвинител е онаа институција која што треба да ги процесуира кривичните дела за кои што се индицира во разговорите кои што сите имавме прилика да ги слушнеме, бидејќи значи неказнивоста за нас сите овие години од самостојноста на Република Македонија беше феноменот кој што доведе до ова што сега ни се случува. Да не би да зашто ја поврзувате неказнивоста до овој период со новата обвинителка? Зашто имате скепса дека не за новата обвинителка? Јас зборувам дека нашата најголема надеж беше да се избере правиот човек за оваа функција, за да може да не ни се случи повторна амнестија на политичарите кои извршиле кривични дела. Ова господја Катица Јанева не е вистинскиот човек. Јас изразувам сомнеш, тоа е мојата работа. Добро, да. Да го изразувам својот сомнеш. Значи, за мене, тоа што значи, ние не зборуваме за почетник во обвинителската кариера. Значи, едно е да кажете, вие немала големи предмети, добро, но е почетник. Господјата не е почетник. И јас не велам дека единствен репер е некој да има големи предмети. Меѓутоа, самиот назив на оваа институција зборуваме специјален јавен обвинител. Како може човек кој што не влегол, значи во борба со нешто, значи поголемо од оние ситни предмети кои што ги работат обвинителите, сега да се фати во коштец со кривични дела и во текот на кој што ќе треба со прстот да впери кон премиерот и неговите министри, ако се има предвид фактот, значи колкав страв постои во Република Македонија, ако се знае зашто била спремна. Но вие сте свесни дека судскиот систем, обвинителството, судството се прилично партизирани. Конечно, како рековте, дека бевме сведоци на прислучкуваните разговори на лентите. Зошто очекувате дека проминентна личност, обвинител, би одговарал токму на оваа позиција, ако велите од друга страна дека крупните зверки, така наречени зверки обвинители, предходно велите дека сте свесни дека обвинителството и судството се партизирани. Па не мораше да биде кандидатот од обвинителската фела. Јас колку што знам, на почетокот на навивате за академската фела. Не зборувам, не станува збор значи за навивање. Сакам да кажам, не беше единственото решение да се избере личност која што работи во обвинителство. Јас само велам дека навистина станува збор за тешка работа, во која што освен што ќе треба да се значи да се има знаење, ќе треба да се има и храброст.
Јас верувам дека другите проминентни личности, кои што при тоа за сите овие години на нас зборуваа јавно и гласно против тоа што се случуваше во Република Македонија и политиките на власт, не беа добар избор за владеачката ВМРО и ДУИ. И оттука сомневањата дали можеби ова решение со Катица Јанева не представува бенигно решение и единствено прифатливо за владеачката. Не сметате дека требало да има компромис на масата? Ги споменавме гарантите, односно странскиот фактор, СДСМ, ВМРО и странскиот фактор. Да биде издействуван еден вид компромисот сепак треба да оди до граница на она што значи можност да се заврши работата како што треба, а не по секоја цена компромис. Јас не мислам дека по секоја цена треба да има компромис за работи кои што се од исклучителна важност за Република Македонија. При тоа да не зборувам за информациите кои што исто така протекоа во јавноста за појавувањето одеднаш на преговорите од страна на Сашо Мјалков. Ништо што не требало да се дозволи во текот на преговорите. Што исто така создава и сомнеш. Тој е висок функционер во ВМРО. Висок функционер во ВМРО, зошто би требало тој да учествува во преговорите? Како една од личностите која што е најмногу споменувана, да не заборавиме во прислушкуваниот материјал. Груевски е една од Но затоа велам, значи, мислам дека преку многу работи се преиде без да се критикуваат во изминатиот период. Без да се даваат оценки за тоа како течел преговарачкиот процес, се заради доброто на да се почитува рокот, сепак да се исполни нешто од договорот за Македонија да тргне напред. Мислам дека ова е премногу важно прашање, да не го коментираме, да не го изразуваме својот сомнеш, па и да критикуваме во периодот што доаѓа. Јас не мислам уште од сега да ставам суд за тоа како Катица Јанева ќе работи. Јас ги изразувам своите сомнежи кои што мислам дека се релевантни. Добре дојдени се сите критики. Еден од акцентите веројатно може да земете од ставовите на госпоѓа Пировска е дека низ целиот тој период обвинителката била практично молчелива. Не сме и заради тоа всушност има и скепса и сомнеш. Дали би била доволно храбра ако не го кренала гласот против овој режим, како што го нарекувате? Само некои работи да расчистиме. Значи, апсолутно од аспект на Хелсиншкиот комитет и заштита на човековите права, за кои што Уранија долги години се бори, за кои што сме и на иста страна, впрочем, и неизниот темперамент и скепса, ја разбирам. Меѓутоа, заборава една работа само, а тоа е дека резултат и ова што докаде дојдовме, од една нездрава политичка состојба во Македонија, која што имавме наназад неколку години. Компромисот го спомињате као не мора по секоја цена. Не заборавајте дека резултат на специјалниот јавен обвинител и на законот и на многу други услови кои што е дадено на страна на СДСМ и ВМРО е заради решавање на политичката криза во Македонија. Кога влегувате во едни преговори, немојте да се залажуваме дека не може да има и не сме да има компромиси. Сите договори и сите барања кои што беа и од нашата партија усмерени према странскиот фактор беа во интерес на Република Македонија. И мислам дека тука немате замерки во тој дел дали СДСМ нешто јавно пропагирал или дали криел нешто или дал задкулисно работел или не. Тука да немаме дилеми. Но не беше ли подобро ако не беа вклучени токму Хелсиншкиот комитет и други невладени организации? Значи да не заборавиме да расчистиме на законот, во изготвувањето на решението на имено. Директните преговори се водеа со странскиот фактор, со гарантите на тој договор од пржина. Ние не договаравме со ВМРО. Значи тоа беше, знаете и сами како се договаравме. Добро, ако не смееле да седнат на маса на директни преговори, веројатно можеле да седнат и да разговараат со СДСМ. Не да не смеат. Меѓутоа, чекајте да го видиме, значи официјално решението да го критикуваме. Овдека беше изразена скепската во поглед на изборот и на капацитетот на колешката Јанева, дали ќе може да се справи со тие предмети. Значи, јас така го разбрав и очигледно. Не, јас би сакала и мислам дека ќе биде многу, да речам, професионално од страна на опозицијата да излезе и да ги извести и граѓаните, и граѓанското општество, значи да извести јавноста
зошто изборот паднал токму на Катица А Јанчева. зашто се Значи- елиминирани А некои зашто се други Значи, видите, другите фигури? кандидати? Деталите околу преговорите и она што се случувало ноќеска до 5 сат, допрва ќе ги знаеме. Дури ни јас се уште не ги знам. И не треба можеби да ги знам. Меѓутоа, имате официјална изјава на председателот Заев, каде што ви кажа од кои критериуми се водел со прифаќањето на овој кандидат. И јас апсолутно го поддржувам во тоа. И сметам и како правник дека она што има позади себе господјата Катица ни дава надеж дека оваа функција врз основа на овој закон успешно ќе ја обавува. Првите чекори брзо ќе дојдат и ќе видиме и ќе можеби јас утре заедно со вас како адвокат ќе критикувам тоа. И ништо, немојте да се надевате, зашто скепса од Не, се надевам дека ако не се сработи Апсолутно. работата, дека критиките... Апсолутно да и бидат од наша двете страна ќе страни. биде. Меѓутоа да не заборавиме и една друга работа. Председател Заев, ако прифатил тоа, прифатил со голема одговорност, затоа што и неговиот предмет влезе во законот. Значи, истиот се става во ситуација да против него се сврти тој меч за кој што зборите вие сега во моментот. И од таа причина јас гледам позитивен исход од сето ова и од почетокот на договорите, почеток за една нормална нормализација на состојбите во судството и во Македонија. Знаете што? Може би јас, рецимо, да се прашував или да требаше да предлагам, би предложил некој друг. Сите од кандидатите кои што беа во игра се беспрекорни кандидати и сметам дека сите поединечно би обавувале таа функција. Беше спомнат професорот Калајџиев. Да. Го споменав председател Значи на пред некој ден, комитет е конечно. така е. Не е само Значи професор. учесник во изработка на многу закони и така натаму. Никаков проблем, ја немам ни со не би за персонални Дека решенија. За персонални Значи, решенија, така. Јас само кажувам дека обврска има опозицијата поради сето она што го направи и граѓанскиот сектор и граѓаните на оваа држава, давајќи им ја поддршката во целиот процес. Да. И во таа коалиција граѓаните за Македонија, дека имаат обврска да дадат отчет за тоа што се случувало, Значи, зашто тоа- е избран овој кандидат. тоа не И е верувајте спорно. ми, исто така, граѓанскиот сектор можеше да биде вклучен со своји сугестии во изработката на законот. Законот има многу празнини кои што можат да доведат до, да речеме, Значи, Статус отчетноста... позиција, Да, пак назадување пак или пак доаѓаме- непријатни изненадувања. Пак се извинувам Добро. Мила само, Аха. значи во делот Добро. на отечено, немојте да случајно имате скепска во тоа дека опозицијата нема да биде отчетна. Ние сме отворени за цело време. Преговорите кои што беа во оваа функција наметнаа да има одредена затворена средина, каде што е сосема нормално и у секој преговори е така да не се злоупотребуваат или да не се шпекулира. Све што се случило од страна на опозицијата ќе биде отчетна. Меѓутоа, повторно имаме една ситуација каде што сите од опозицијата очекуваат да бидат отчетни. Не е опозицијата таа што треба да биде отчетна. Опозицијата се наметнува со своји ставови и ги кажува отворено своите ставови. Меѓутоа, имате една друга ситуација. Ние тоа за што се боревме и за што сме благодарни и на граѓанскиот и на невладените секти го водевме. Значи таа битка која што председател Заев ја почна и во која што најде поддршка и од страна на невладините организации и од Хелсиншки, каде што бевме управо, бевме критикувани и каде што можеби не бевме управо. И тоа е ваша работа и мислам немам дилема во тоа. Меѓутоа, кај нас секогаш беше и председател Заев секогаш ги соопштува сите резултати кои што се постигнати во зависност од тоа како е. Пазите, вие немате со партија договор таму. Имате сепак сериозни луѓе кои што седат на маса и сега искачање со своји ставови поединачно би било равно на она што цело време го критикуваме. Паушални изјави од страна на ВМРО, као што имате денеска, ВМРО нема да ја обструира работата на специјалниот јавен обвинител. Кој му го дозволува тоа да го прави? Кој му го дозволува тоа? И тоа никој денеска не го... Да се разбереме, ВМРО веќе направи обиди да го обструира договорот од пржина. Не, друго сакав да ви кажам. Значи, Немојте да ВМРО очекувате дека нема искача да го обструира со ова. позитивна изјава дека они као партија нема да го обструираат работа. Па кој смее да обструира работа на специјалниот јавен обвинител Добро, само или на обвинител? информираат јавноста.
веројатно имаат право да дека ќе информираат. сменат праксата и навиките ќе ги сменат, така? Дај Боже. Тоа е идејата. Одиме со празнините за кои говори госпоѓа Пировска. Член 22 вели јавниот обвинител може да покрене обвинение или да нареди запирање истражна постапка во период не подолго од 18 месеци од денот на презимање на предметот и на материјалите. Не е ли 18 година и пол. Да. Предолг рок. 18 месеци ви е година и пол дена. Година и пол дена. Значи, јас сметам, ако земете сегашните рокови во ЗКП, каде што се 60 и 90 дена, каде што ви е 6 месеци само трајање на истрагата на сегашните јавни обвинители, овдека давате пута 3. Да. И сметам дека е сосема доволно. Доколку се искочи во пресрет на јавниот обвинител, како што е предвидено, значи да и се обезбеди буџетот, да и се обезбедат истражителите, помошниците, значи тоа е сега веќе, затоа реков преска ќе видиме од првите потези како ќе се одвиваат понатаму работа. Сметам дека на вистина 18 месеци е објективно доволно. На крај крајот да не заборавиме, не можеме ни да трае бесконачно таа истрага, можеби негде ќе се појави потреба и за притвор. Па вие ќе чекате 18 месеци некој да седи у притвор? Немојте. Значи и тоа не е. И вака, ако знаете кога го зборувате, тоа све изгледа гладко. Но сами знаете дека може да има многу обструирање и во текот и на изведувањето. Јас можам икс примери за тоа да ви дадам по кои ми се случи. Така е, апсолутно. Меѓутоа, знаете што? Специјалниот јавен обвинител ќе биде апсолутно независен. И тој ќе има право. Значи, имате и у законот предвидено дека не смее да му се меша ни обвинителството, ни други. Значи, има каде да се обрати доколку има обструкција од одредено работење. И тоа ќе биде санкционирано. На кој начин ќе биде санкционирано? Токму тој момент е моментот кој што создава сомнеш. Значи, знаете, во јавноста веќе се знае кои експерти, кои практичари, кои адвокати, обвинители имаат интегритет и суди. Ние за интегритетот на господјата на вистина ниту можеме да знаеме. А мислите дека само интегритетот ќе ја заврши работата? Не, јас не велам само интегритетот, да се разбереме, јас го кажав тоа само и на почеток. Јас реков, освен знаење, личноста треба да има и интегритет. Ние имавме во Оптек личности кои што веќе го докажале, кандидати, значи, кои што веќе го докажале својот интегритет. Јас, значи, на вистина, ниту зборувам за една личност, зборувам генерално. Значи, тоа е оној момент кој што нас ни фали, за да можеме да ја имаме сликата за нашиот иден специјален јавен обвинител. И мислам дека е сосема природно што и постојат сомнежите кои што постојат денес, бидејќи на вистина ни беше изненадување. А дали ви е поприродно? Апсолутно никој не знае, значи, за Зарем не ви е поприродно да обвинителско истражните дејствија кои што ќе треба да се работат, го работи некој кој што има некое искуство или обука или едукација во тој поглед. А што ако нема интегритет? Интегритетот не се да потпадне под влијание или да не речам под Добро, тоа не исклучува дека нема вашиот сомнеж, не исклучува дека нема интегритет. Тоа не да, тоа е отворено прашање, непознаница која ќе се повеша. Но јас сакам уште еднаш да потенцирам, значи не зборуваме за какво било прашање. Апсолутно. Зборуваме за нешто почеток на решавање на кризата во Македонија. Најважната точка од договорот од Пржина. Апсолутно. Тука, ако кикснем Република Македонија, нема да има враќање назад. Ние нема да можеме да очекуваме дека ќе има и фер и демократски избори. Знаете што? Тоа се моите сомнежи и мислам дека би било неодговорно од било кој од нас да без сомнеж помине преку овие моменти во целиот овој процес. Што не значи дека утре, ако се покаже дека господјата Катица Јанева ќе си ја заврши добро работата, нема да кажеме во ред. Имавме сомнежи, го почитуваме тоа што се случило. Меѓутоа, релевантно е и мислам дека е легитимно од наша страна да постојат сомнежи и да се поставуваат прашања. И да се добијат одговори. Доколку веќе зборуваме за отчеснот во еден процес во кој што сепак граѓаните се најважни.
Иако ќе бидат отворени сите врати, се извинам господин Вујич, на јавната Зборевме за обвинителка. интегритетот. Да. Јас сакам Добро. само малце да бидеме предпазливи со тој термин. Знаете зашто? Затоа што интегритетот човекот го стекнува во тек на кариера. Ние не слушнавме ништо лошо до сега за неа. Значи, она има добар интегритет и добра појдовна точка да се наметне каде што ќе треба да се наметне. Да не заборавиме дека основно обвинителство у Гевгелија она немаше ни можност да се наметне. Вие немате ни тамо некои крупни предмети кои што сте ги имале за да можеше да се наметне. Ниту пак добила напредување али по немојте, на партиски така е, и али позиции. немојте априори па да сметаме дека нема интегритет или дека нема да создаде интегритет за овој период за кој што е даден Јас не мандат. извлеков заклучок. Јас Не, просто као прашање. скепсата, не. Да. И ќе го поставувам. Добро, тоа е ваше право. Резултати. Апсолутно, Да, затоа точно. реков, меѓутоа е подобро да причекаме можда малце, еве го, денеска запазени се роковите, голем успех е за Република Со една Македонија. непроспиена ноќ за сите актери. Не беше во една, договорите. само Ива да расчистиме. Да, Неколку точно. непроспиени ноќи се тука и од петокот уште вие веќе знаете што се случувало во овие денови. И споменавте, и тоа е и забележано, нотирано во законот, дека сите врати практично ќе бидат отворени на обвинителката, подразбира полиција, судство, обвинителство, УЈП, УБК и така натаму. Меѓународните договори кои што јавното обвинителство ги има заклучено со меѓународните институции. Друго, незината обука која што е у Фалконе академијата и у Америка и дава некоја и близина на одредени постапки кои што ќе знае и сама да ги искористи. Дали значи дека и странските држави ќе соработуваат? Видете, со ние имаме јавното ратификувани обвинителство? многу договори. Да. Јавното обвинителство на Република Македонија има уште од времето на Прчевски, ако не се лажам. Вие предпоставувам јако кој што знам од времето на Прчевски почна тоа подпишување на тие спогодби договори, ако не и порано. Овај, каде што и Кој ќе се бара текот на парите, веројатно не, ќе не, се не само текот на парите. во одредени европски Меѓународна правна помош врз основа на Виенската декларација е ратификувана у Република у собранието, каде што посебно билатералите каде што Македонија ги подпишувала со разни земји во обвинителската сфера и соработка. Сега не заборавајте дека тука ќе имаме потреба од многу соработки. Значи институции као јавно обвинителство на одредени земји, значи тука ќе ни Извештајот бидат. на Прибе многу јасно и децидно се навидува дека што треба всушност да направи тој специјален јавен обвинител. Во случај да станува за избришани да станува збор за избришани датотеки, значи во Управата за безбедност и контраразузнавање, господинот Рајнхард Прибе и неговиот тим многу добро насочуваат дека треба да се бара меѓународна експертиза по ова прашање. Значи, веќе се очекувало дека кога тој специјален јавен обвинител ќе ја добие таа функција, дека може да се случи материјалите во УБК да не ги најде сите материјали кои што ќе треба да ја започне својата работа. Јас се надевам дека ќе биде побарана меѓународна експертиза за ова прашање, бидејќи може да се случи, нели, истрагата едноставно да Еве јас ќе ви кажам. запне. Еве јас ќе ви кажам едно сознание. Јас имам некои сознанија, непроверени, се извинувам однапред ако шпекулирам со истите, меѓутоа до мене стигаат некои гласови дека некои хард дискови у УБК се сменети, дека апаратите се очистени и така натаму. Меѓутоа има еден голем проблем и за УБК и за сите нив. Истите работи кај операторите не може да се менуваат. А имаме веќе луѓе кои што работат на внатрешни контроли, имаме огромна афера која што веќе се спрема и од надвор, можеби Говорите за истрагата на Мачар Теле. па не знам, ќе видиме, Добро. значи можеби ќе се побара помош и од нив, можеби ќе се побара размена на податоци. Еве сега добивме одобрение од судот од Америчкиот суд да се објават и некои сведочења. Зашто е брзо реакцијата и на нашето обвинителство да Богоевски сега веднаш се земе подопрен глас, мола. Значи, има некои работи кои што укажуваат дека веќе се поместуваат некои учмаени и за бетонирани работи кои што сме ги имале овие 9 години. Ни обвинителство сега више не е мирно. На крај крајава да ви кажам и 21 жалба по повод на онаа одлука кој што никој не ја кажува, мене исто така ми дава да верувам дека нешто веќе се раздвижува. Дека постојат луѓе кои што
и млади обвинители кои што се со интегритет, а поднесуваат жалби и не се согласуваат со одлуки на судот. Од тамо јас апсолутно немам ништо против и добро е да имаме некој таков критичар или изразување на скепса за да се иде напред. Меѓутоа, само малце да причекаме. Дајте априори да ја дадеме можност да таа жена покаже дали треба да имаме. Сега зборуваме за нашите да речам првични импресии. Значи, сите сме можда изненадени, меѓутоа, јас сметам дека не требаме негативно или со негативна енергија да пристапиме кон тоа. Ова е голем резултат за Република Македонија. А кажете ми, околу обструкцијата веќе споменавте, какви действија може да преземе самата обвинителка доколку биде обструирана од овие институции кои веќе ги споменавме? По мене лично, единствена обструкција може да биде физичка закана за таа обвинителка. Значи, овластувањата кои што ги има со тој закон, не може да има никаква обструкција, односно... Велите дека сите институции и луѓе ќе соработуваат. До вчера критикувани, атакувани се разбира дека биле дел од продолжена рака на власт. Ако на НЗ ако сега во моментот на НЗ на располагање, значи целосна автономија во работењето. Значи, сите институции ќе мора да ја даваат податоци. Доколку не ја даваат податоци, ќе има истражни екипи кои што ќе влегуваат со овластување, ќе ги зимаат, само треба да знаат каде се. Немојте да мислите дека луѓето не знаат каде е, што е криено, зашто е криено. Ќе имате институција на загрозен сведок, ќе имате институции на меѓународна помош, ќе имате институции кои што се веќе предвидени и обичајни во нашиот ЗКП. Така да, не гледам каде би можела да има обструкција, затоа и го спомнав она преска, ние нема да обструираме. Со што можете да обструирате? Со што една партија, прво, дали смее партија да обструира работа на јавен обвинител, и со што? Кога она ќе има такви овластувања. Доколку ова не функционира, или се изнајдат некои уличарски методи на попречување, и за тоа на крај крајва има решение. Али тоа, верувајте, моje мислење лично, Уранија ќе се согласи. Меѓународниот фактор во оваа државичка вложи многу пари. И за едукација. Јас бев еден од тие кои што 2010 преку ОПСЕ бевме први на обука за обучувачи за новиот ЗКП. Значи, тамо се вложени одредени средства. Дали сум јас искористен као обучувач или не, тоа е друго прашање. И зошто не сум искористен, сосема друго прашање. Меѓутоа, многу е голем улог и на меѓународниот фактор и на меѓународната заедница за да се игра со овака некои мафијашки постапки кои што овие 9 години сме ги имале видено. Но јас пак би потсетила дека имаше обиди покрај тоа што се постануваше збор за политички договор. Да се обструира, тачно е. Значи, не можете, се што е на хартија не значи дека во реалноста ќе биде така имплементирано. Јас не сакам со негативна енергија да пристапувам кон ова, но ќе останам воздржана по однос на тоа колку ќе биде реализирано. Тоа е веќе имајќи го предвид манирот на оваа власт. Значи, вашето искуство во тој дел е многу поголемо него мое. Добро, господин Пировска е отврла Апсолутно. Да, јас не ви видете перцепцијата на политичарите и перцепцијата на граѓанскиот сектор е сосема поинаква. Многу често слушаме политичките партии да излезат со заклучок дека ова е голем успех за државата. Тоа не е секогаш перцепција на граѓанскиот сектор. Значи, мислам, јас не можам да се согласам и не можам да го делам истиот впечаток како што... Добро. И во тој контекст, која ќе биде вашата улога на Хелсиншкиот комитет? Ќе наблюдувате, ќе ги наблюдувате работата на обвинителката? Апсолутно ќе наблюдуваме работата, ќе излегуваме со конструктивни критики, сугестии и нормално ќе преземаме мерки доколку се случи предлагате решенија, работа. Тоа и го очекуваме и ние. Тоа е тоа што е нашата работа и ние ќе продолжиме со тоа. Вечерва во 6 часот е најавен еден вид протест, дали така го дефинирате на невладината Ајде? Да речеме дека тој е дефиниран како собир и беше планиран да се организира на денот на изборот на специјалниот јавен обвинител.
Која е пораката за јавната обвинителка? Значи, подсетување за тоа што е неговата задача, што е неизината задача во случајов, и подсетување на бомбите и сето она што индицираат бомбите, што треба, значи, специјалниот јавен обвинител во натамошниот период да работи, секако со искажување на очекувањата и нормално со укажување за тоа дека граѓанскиот сектор сепак ќе наблюдува, ќе следи и дека ќе ги стакнува понатаму своите критики и несогласувања и со овој процес. Добро. Господин Вујич, се согласувате целосно? Па не, мислам, тоа е право сосема и легитимно е и тоа се очекува од една невладина организација. Ја и со одуран, ја лично и тоа и го очекувам. И Добро, околу храброста, веќе ја споменавте, храброста на јавната обвинителка, стравувате, предпоставувам дека може да се очекуваат, како рековте, подземни игри, ги нарековте уличарски методи. Добро, уличарски. Па видите, имаше многу случаи каде што до сегашно, мислам дека и урадија ќе се согласи. Говориме за Фалконе Академијата, знаеме како завршуваат италијанските обвинители. Ја бев на едно предавање во Центарот за обука на полицајците, каде што првиот обвинител и првиот соработник на Фалконе ни држеше, тука беше и сестра му на Фалконе, имаше една презентација. Мислам, импозантна работа и јас не очекувам дека оваа господја, специјалниот јавен обвинител, ќе го заземе местото на Фалконе. Мислам, и далеку е од тоа, оти ние немаме таков вид на мафија во нашата држава. На крај крајва, ова што е направено... Не би рекла баш. Можеби... Јас ќе ви кажам зашто го сметам тоа. Значи, многу лесно сте ги лоцирале веќе и вие во своите извештаи, па и Прибе за 28 дена успеа извештајот да го даде каде е проблемот. Добро, 28 дена, многу повеќе години им треба. Значи, видете, Рајнхард Прибе својот извештај го направи за тој период. Дали ги користел он податоците од европската и така натаму, меѓутоа он ги лоцирал точно каде се кризните работи, каде се проблематичните. Ако вие Фалконе му требаше многу години да ги пофаќа конците, одека ние конците ги имаме. Ние знаеме веќе што треба и каде треба да се усмериме. На крај крајва, овие докази кои што СДСМ ги понуди, тоа не се докази, право тоа се индиции за сторени одредени кривични дел. Значи, вие имате веќе голема појдовна точка од каде да барате, што да барате и каде да истражувате. Сето тоа стои. Немојте да ми кажете дека може да се тргне Скопје 2014, одлуки за градења, одлуки кои што се наоѓаат во моментот во општина Центар. Немојте да ми кажете дека купопродажните договори на разни фирми. Околу 2014 имаше информација дека Министерката за култура, им се сеќавате на таа информација, ги палела во подрумот. Документите, тоа беше пред неколку години. Значи, само да ви кажам, она може да ги пали, може да ги изеде, ако сака, може што сака да прави со нив. Ама треба да се очита на крај, некој ќе ја праша каде се тие документи. Значи, ние го спомињаме господинот Сашо Мијалков, спомињаме некои работи што се случувале во УБК. Он ќе одговара за тоа што му е одговорноста да тие материјали зашто е снимано и зашто е тоа искочено на крај крајва надвор. Како тоа успеал? Нема совршено злоусторство. Значи, нема, не постои. Меѓутоа, затоа и ја правам таа комперација со Фалконе и со сегашната специјална обвинителка. Тачно е, ние имаме еден навидум сличен, организиран круг на луѓе. Меѓутоа, ние веќе ги имаме лоцирано. Не ние само. Меѓународниот фактор го има лоцирано. Така да од тука нема бегање, луѓе. Траги постојат и траги на пари. Мислам дека за оваа држава ќе биде страшно доколку тие пари не успееме да ги вратиме. И тоа би требало тоа може да се врати само со лична одговорност. Добро, имаше неколку изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев, а и други луѓе од опозицијата дека Груевски ќе биде уапсен многу брзо, односно пред изборите. Што ќе се случи ако не го добијат тоа луѓето кои го очекуваат значи, како видите, опозицијата? Тој став кој што го изнел, тоа не е партиска програма. Тоа не е зацртано меѓутоа тоа е слободна изјава која што смета. Видите, ние сметавме дека живееме у нормална средина. Затоа и на почеток со првичните... Но што ќе се случи ако не се нема ништо овие очекувања не се исполнат? Јавниот обвинител, специјалниот јавен обвинител ќе си каже дали има место за такво нешто или нема место. Видете, јас морам едно нешто да потенцирам дека за нас целата борба
не беше борба помеѓу СДСМ и ВМРО. И не беше борба помеѓу Заев и Груевски. Беше борба за ослободување на Македонија и борба за воспоставување на демократија. Тука се Нашите цели не беа само промена на власта. Нашите По цели секоја беа цена. да Промена нема на системот. амнестија. Затоа што нема да може да се воспостави демократијата во земјата. И од тука мојата загриженост. А зашто сте загрижени целиот кога процес. председателот Заев прв беше тој кој што ја одби амнестијата, па дури и својата? А видите, Значи, јас, опозицијата тука не ви е проблем. Не би била граѓански сектор да ни се сомневам во политичките партии. Тогаш би требало да си дадам едноставно отказ И да од станете работата дел, која што ја веројатно, од работам, некоја и партија. да станам Легитимно. политичар. Легитимно. Значи, граѓанскиот сектор постои за да им ги ја покажува границата до каде Легитимно. може да оди власта, па и политичките партии. И злоупотребата на моќта. Тоа се што го разбира. немавме сите Значи, овие години. она што нас највише наплаши е амнестијата. Јас На денеска- премиерот и на министрите кои што ги имаат извршено кривичните дела, односно за кои што постојат индиции дека сториле кривични дела. Значи, прво, председателот Заев, нити СДСМ не се на власт, нити се борат апсолутно да дојдат на власт, за да некого амнестираат. Значи, они не можат, ние, како СДСМ, не можеме и да сакаме некого да амнестираме, не можеме. Токму тоа е она за што збориме. Сите ставови и сите заложби кои што беа на председателот Заев до сега се исполнети. Ние што можевме, зашто се бориме, како се бориме. Секако, со помош на невладиниот сектор, на граѓанска. Затоа беше и толку пати и повик и го правевме и протестот овдека сите заедно, свесни дека ние сами као партија не можеме тоа да го направиме и да се бориме против една таква Ќе биде ли машинерија. дел од овие истраги и телекомуникации? Веќе споменавте дека е многу Мислам мощна дека аферата нема и мандат. сведочењето на Богоевски. Значи видите, специјалниот јавен обвинител ќе почне од мандатот кој што го има, а тоа се снимките, Да. кои што ги доби и што ќе ги И кој знае добие. каде ќе водат тие снимки во предметот пуч. отворање на нови можеби афери, до сега непознати. Така е. Значи, тој период, второ, знаете што, имате Дека одредени... периодот е помеѓу 2008 и 2015, велимно вклучително и неограничено на аудио снимки поднесени до јавното обвинителство пред 15 јули 2015, што значи дека овој период може да се пробие. Значи Да снимките оди кои што претходно или- снимките кои што тоа може да ви повлече кога ќе почнете да откопувате еден кабел, не знаете кај ќе заврши, дали лево, десно. Меѓутоа тоа ќе биде токму должноста на специјалниот јавен обвинител. Ако најде, значи он почиња од снимките. Да. И тоа му е мандатот, и тоа му е и законската и должност. На крај крајва, знаете што? Можда во тие снимки ги вклучувате и оние Така. за Монструм, например. Не знаеме, Заради тоа што не имаше знаеме, кривично кривика значи, Заев, тие сега- снимки не ги сега- објави. така е. И се Значи, очекуваше дека ќе не знаеме пристигне сега до што јавно све ќе најдеме Точно, таму. така. Меѓутоа, една работа да не заборавиме. Овој јавен обвинител и претходно има поднесено заклетва и дадено заклетва дека ќе работи согласно уставот и законите. Значи тоа која полагаше заклетва, која е избрана за јавен обвинител. Тоа е за мене еден од клучните моменти каде што мислам и сакам да мислам така, и сакам да ја видам оваа држава и оваа правосудство и јавното обвинителство нормално, каде што и јас ќе можам нормално да влезам у судница и со сила на аргументи да разговарам. Оти сепак мојата професија е таа, дека интегритетот ќе биде задржан и сите ние требаме ова што е постигнато на папир, што ќе помине и во собрание, да помогнеме да се задржи интегритетот на таа институција. Не е само јавниот обвинител, госпоѓава сега избрана, таа што треба да го гради интегритет. Сите тие што ќе бидат околу неа ќе го изградат и ќе го потврдат или ќе го срозаат И Да. интегритет. Марко Зврлевски имаше поднесено заклетва и Марко другите Зврлевски обвинители нема, кои што требаше да Заклетви ако подпишат, не се- мислам дека е тоа репер. Јас сакам да верувам дека е така. Меѓутоа Марко Идеалистички, Зврлевски, да, во Марко некоја Зврлевски друга нема средина, да да. биде во тимот на овој. Сакам да кажам дека заклетвата не е таа која што го ја дава интегритетот на личност. Ако се има предвид досегашното искуство со обвинителите. Се разбира, но Значи, може би не ова е нов можеме- период за Не Македонија. можеме сите да ги ставаме под капа на Марко Зврлевски, на крај крајва и Бидејќи ја спомнавте заклетвата, не можев да... сите ја полагаат по сила на Знам. закон, ја даваат. Некој тоа го зима при срце и го почитува, некој не.
Марко Зелевски искочи со своја изјава дека нема право да наредува, знаете за жалбите оние, дека ќе им остави на јавните обвинители по свој избор, имам свој став, кажа, што е за мене, мислам, сосема нелогично. Ти си хиерархија и субординација во обвинителство и по Ова се законот. контурите веројатно на новото јавно обвинителство и новиот јавен Јас од ова го обвинител. гледам сега. Во иднина говориме, која ќе Нови заврши целиот процес. ветришта, нормални ветришта и во судството и во јавното обвинителство. Точно. Јас благодарам што бевте.